Добро вечер во емисијата 360 степени на осад. Еве што ќе гледате вечерва. Дали во детали го отворивте прашањето за името и клучната пречка во целиот процес, тоа е уставните измени, ерго омнес, барањата на Грција за употреба на новото евентуално договорено име, кое што очигледно најголемата пречка во целиот пакет за се до конечно решение. Вреди ли да се биде членка на НАТО и ЕУ? Naravno da su prednosti članstva u Europskoj uniji i NATO-u da ona višestruko nadmašuju bilo kakve moguće negativne komponente toga članstva. There will not be a formal dialogue with Greece because we have no mandate again to negotiate the solution with Greece. But we all have friends and contacts in Greece, and the aim of the group is to help Macedonia to go quickly within NATO and within the EU. Живееме во виртуелна реалност. Ваквите наоди ни овозможуваат една директна врска со овие далечни времиња. Саботажа. Останете со нас, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Среде најделикатната фаза од преговорите за името, во која Скопје и Атина се заглавени на прашањето за опсегот на употреба на новото сложено име, министерката за одбрана Радмила Шекеринска е во посета на Соединетите Американски држави. Името неизбежно е една од темите за кои Шекеринска денеска разговараше со шефовите за регионот во Стейт департментот, бидејќи од тоа зависи дали Македонија ќе добие покана за членство во НАТО. Во Вашингтон е Владимир Мирчевски. Амбицијата на Македонија оваа година да ја добие поканата за членство во НАТО и пречките на тој пат се во фокусот на посетата на министерката за одбрана Радмила Шекеринска на Соединетите Американски држави. Македонскиот случај Шекеринска денеска го образложуваше во Стейт департментот, каде се сретна со дипломатите кои се најдиректно задолжени за земјата и регионот, Елизабет Милард и Метју Палмер. Што слушна министерката од првите луѓе во тимот задолжен за Европа, Евроазија и Балканот. Денеска е 27 април. Точно година од моментот кога многумина и во Соединетите Американски држави и во меѓународната заедница се плашеа дека државата може да влезе во целосен хаос. Не цели 10 месеци од изборот на нова влада, Македонија се споменува како држава која што дава нова шанса на Балканот, како држава во која што слободите, медиумите, невладините организации, владењето на правото имаат шанса. И тоа е навистина крупна промена. И таа промена не се случи лесно и не се случи преку ноќ. Таа промена е видлива во Вашингтон и се цени. Коментарите кои што можевме сите да ги прочитаме во извештајот на Европската комисија, извештајот на Freedom House, кој порача дека Македонија е единствената надеж во Европа за подобрување на човековите и особено медиумските права и слободи, сето тоа се аргументи кои што се ценат. И впечатоците за Македонија се позитивни и впечатокот е дека навистина имаме историска шанса да ги промениме состојбите во Македонија и да ги промениме состојбите во регионот. Најголемиот дел од моите соговорници кажаа дека Македонија го заслужи своето членство во НАТО и дека се надеваат, очекуваат, посакуваат договор со Грција, кој што ќе ни овозможи навистина целиот иден процес со забрзано темпо и со забрзан чекор успешно да заврши за Македонија. Дали во детали го отворивте прашањето за името и клучната пречка во целиот процес, тоа е уставните измени, ерго омнес, барањата на Грција за употреба на новото евентуално договорено име, кое што очигледно најголемата пречка во целиот пакет за се до конечно решение. Не сме тука да преговараме, затоа што преговарачкиот процес е многу чувствителен и мора да го почитуваме така како што е замислен со медијаторот од Обединетите нации, со двајцата министри, се надеваме во иднина и двајцата премиери, кои што ќе го продолжат со надеж успешно да го завршат процесот. Меѓутоа, она што го зборувавме овде во Вашингтон, во Стейт департментот, е дека во процесот се направени сериозни чекори напред. И дека можеби двете држави никогаш досега не биле волку блиску до решение. Остануваат тешки прашања,
не смееме тие да ги минимизираме, со нив не можеме да импровизираме, но факт е дека за многу крупни теми, околу кои немало согласност предходно, начелен договор е постигнат. Сега ќе зависи од Скопје и од Атина, ќе зависи од двете влади, дали ова историска шанса ќе се искористи или не. Но што ако не се реши прашањето за името? Има ли стравувања Македонија да се врати назад или да се врати неизвестноста во земјата? Такви стравувања во Вашингтон не чув. Меѓутоа, да не очекуваме тоа да го решаваат или да го коментираат нашите стратешки партнери. Тоа е прашање кое ние треба да го одговориме. Нашата цел е да го решиме проблемот. Нашата цел е да ги отвориме вратите за членство во Европска Унија и НАТО. Но во секоја варијанта наша обврска е да гарантираме дека државата ќе продолжи да биде стабилна и ќе продолжи да создава просперитет за своите граѓани. Без разлика на тоа дали ние ќе успееме да најдеме решение со Грција или не. Свесни сме дека членството во НАТО и членството во Европската Унија ќе бидат дополнителен мотор за домашни реформи, за економски раст. Меѓутоа, велам, обврска е наша да не дозволиме никогаш повеќе во Македонија да ни се случи тоа што се случи на 27 април, но и да ни се случи тоа што ни се случуваше 3 години пред 27 април. Македонија никогаш повеќе да не биде заробена држава. Никогаш повеќе да не го ограничува правото на медиумите. Никогаш повеќе да не ги чува граѓаните во заложништво и никогаш повеќе политичарите да не сметаат дека се над законот. Највознемирувачки збор за вашингтонските кругови во овој период е Русија. Од тука, имајќи ги предвид случувањата на релација Москва-Скопје, зачестените агресивно интонирани изјави што доаѓаат од руската власт, не е изненадување што во настапот што Шетининска го имаше во Атлантскиот совет овде во Вашингтон, едно од прашањата беше какво е влијанието на Москва. I have been in politics for far too long. And I remember, the situation in the 90s during the wars of former Yugoslavia, the Kosovo crisis, the conflict in Macedonia in 2001. And let me tell you, although I was involved in most of political discussions, I cannot name you a single Russian ambassador in Skopje because they actually never had a very visible role. They were there. I remember several statements during the crisis in 2001, during the Kosovo crisis, most of them given in Moscow or in New York, and that was it. Starting from 2015, when the crisis exploded in the country, we have seen a stark difference. And we have seen a very, very clear position by Moscow, where status quo is the only acceptable notion. And what was striking was that if you draw a parallel between the developments in Montenegro prior to their NATO entry, some of the things appeared similar. You had a government, elected government, and you had people protesting. But the Moscow's view was completely opposite. In the case of Montenegro, they said that this is a legitimate right of the citizens to ask for, a different kind of policy. In Macedonia, we, those of us who were on the streets protesting for democracy, human rights, freedoms, we were the instrument of the West to topple a legitimately elected government. These kinds of influences have continued throughout 2016 and 17. And for the first time last year, we have heard a very strong Russian line that Russia will not object to Macedonia's path towards the European Union, but that they will object to our entry into NATO and that they will consider us, quote unquote, a legitimate target in case of entry into NATO. This is the first. We do believe that in this vacuum, while the situation in the country or situation with regards to especially our NATO membership is still unclear, that these kinds of statements and influences will continue. We see an increase in fake news, hybrid pressures, if not warfare. Specific institutions and individuals are especially hit. But this is why we believe that making our moves sooner rather than later is very important. And this is why we believe that making these moves by
EU and NATO member states, and especially by the US, is practically crucial. Дипломатските закани од Русија ги ставија на иста страна владата и обединетата македонска диаспора, организација која се залага за влез на Македонија во НАТО, но во исто време бара и прекин на преговорите за името со Грција. Прво и најпрво да спомнам дека ставот на омада од секој пат била Македонија да влези во НАТО и Европската Унија без уцени, без промена на уставното име. Реалноста покажува различно, но ние ќе туркаме на тој став. Секоја конгресна сесија има писма дали до администрацијата, дали до НАТО. Прошлата година имаше писмо од група конгресмени до државниот секретар, барање на посета на официјална посета од страна на државниот секретар во Македонија. Немало таква посета од 2001 година, Колин Пауел бил последен. Моментално припремаме писмо од група конгресмени до генералниот секретар на НАТО Столтенберг за да што побрзо се протурка Македонија да влези или да добија покана за НАТО членство, особено тоа што со руското влијание и растењето на руската влијание е загрижувачки за македонската диаспора. Знаеме, Русија никој пат не била пријател на страна на Македонија, но дефинитивно треба и тие да имат добри односи. Сепак Русија е клучна земја во Обединетите нации и било каков, иако не се согласуваме со преговорите, треба да се свати дека без разлика секој договор мора да биде преку Советот за безбедност. Но другото прашање е ситуацијата со руското влијание во Грција и колку русите работат против членството на Македонија во НАТО преку Грција, особено тоа што Грција бара уставни промени на Македонија. Овде во Вашингтон може да се слушнат и песимистички сценарија дека Македонија можеби нема да добие покана за членство во НАТО на јулскиот самит на Алијансата. Ваквите проценки се темелат на неизвестност околу исходот од преговорите за името кои се заглавени на прашањето за опсегот на употреба на новото име и промената на уставот. Но она што е позитивно во севкупната атмосфера на сложени меѓународни односи е дека актуелната американска администрација, наспроти првичниот скептицизам околу НАТО, сега се покажува затворен и, како што се коментира овде, закоравен поддржувач на трансатлантската соработка наспроти се поагресивната Русија. Меѓу најотворените поддржувачи на политиката на отворени врати на НАТО е секретарот за одбрана Джеймс Матис, со кого Шетилинска се среќава во вторник. 360 степени во Вашингтон. Владимир Мирчевски. По јавувањето од Вашингтон имаме обврска за уште една пауза. По која ќе гледате? Вреди ли да се биде членка на НАТО и ЕУ? Naravno da su prednosti članstva u Europskoj uniji i NATO-u da ona višestruko nadmašuju bilo kakve moguće negativne komponente toga članstva. I feel very much that Macedonia is a nation now, and I think the crisis helped for the people to feel that they are part of one nation, which is Macedonia, whatever ethnic origin they are. That's a key point for me. Живееме во виртуелна реалност. Ваквите наоди ни овозможуваат една директна врска со овие далечни времиња. Саботажа. Следува интервјуто со председателката на Република Хрватска Колинда Грабар-Китаровиќ, која вчера беше во официјална посета на Македонија, а денеска учествуваше на самитот од процесот Брдо Бриони во Скопје. Грабар-Китаровиќ има импресивна политичка и дипломатска кариера. Беше пратеничка во Хрватскиот сабор, министерка за европски прашања и за надворешни работи во владите на Иво Санадер, па амбасадорка на Хрватска во САД, пошто стана помошник генерален секретар на НАТО за јавна дипломатија. На председателските избори кон крајот на 2014 и почетокот на 2015 го победи Иво Јосиповиќ и стана прва жена председател на Хрватска, земја членка на НАТО и на Европската унија. Председател, ќе благодарам за ова интервју. На почетокот ќе ве прашам вреди ли да се биде членка на НАТО и ЕУ, и тоа во контекст на извесен скептицизам кај дел од граѓаните на Република Македонија,
С оглед на сето оно ништо поминува оваа земја на овој пат кон НАТО и Европската Унија, па еден дел велат и не ни треба НАТО и ЕУ. Што се вашите искуства? Хрватска е последна земја членка на Европската Унија. Prije svega hvala vama na pozivu na ovaj intervju i koristim prigodu pozdraviti sve vaše gledatelje. Naravno da su prednosti članstva u Europskoj uniji i NATO-u, da ona višestruko nadmašuju bilo kakve moguće negativne komponente toga članstva. Naravno je da vi kao država koja je kandidatkinja, koja želi ući u članstvo Europske unije i NATO-a, propitkujete da li je za vas bolje ostati sami ili biti dijelom tih velikih integracija. Normalno je da što ste bliže cilju da i opada ta potpora javnosti. Međutim, ja vam mogu reći, evo, nakon hrvatskog iskustva, članstva u NATO od 2008. godine i članstva u Europskoj uniji od 2013. godine, da one prednosti članstva višestruko nadmašuju možda one neka негативни елементи. Пред се во кои области? Во економијата го чувме гувернерот на Хрватската народна банка, пред некој ден беше гостин во Македонија, зборуваше за економските ефекти, позитивни економски ефекти од членството во Европската Унија. Но од друга страна, други зборуваат, например, дека се случува одлив на високо образовано население од Хрватска како можен негативен аспект. Da, to je točno. Zapravo jedno i drugo je točno. I svakako bit će i tih negativnih učinaka. Ekonomski će biti sigurno bolji zato što ćete se smatrati prostorom sigurnosti i prosperiteta. Dakle, kad uđete u članstvo NATO i Europske unije, mislim da će vam porasti kreditni rejting, porašće povjerenje ulagača u Makedoniju, porašće i turizam. Ja mislim da će porasti optimizam Makedonaca u pogledu njihove budućnosti. Naravno, drugi vam je problem odljev stanovništva, što mi zapravo smo iskusili ne samo kao članice Europske unije, nego i prije toga. Jednostavno, ljudi idu za boljim životom i ja bih rekla da je mobilnost dobra. Nikome ne treba braniti da iskoristi svoje pravo na školovanje, na rad u Europskoj uniji ili negdje drugdje, ali mi kao političari, kako u Hrvatskoj, tako i u Makedoniji, moramo stvarati uvjete da nam se ti mladi vraćaju, obogaćeni jednim novim iskustvom školovanja i rada u inozemstvu. Iz svojih putovanja i susreta, posebno s mladim obiteljima koji su otišli iz Hrvatske od trenutka kad je Hrvatska stupila u članstvo u Europskoj uniji, vidim da nije, da svakako ne teče med i mlijeko negdje drugdje, što su možda mnogi očekivali. Plaće jesu veće, ali u pitanju je naravno ne samo standard i kvaliteta života, nego i vaša obitelj, vaša zajednica, vaša domovina. I svako želi živjeti tamo gdje su mu korijeni. I ako im stvorimo uvjete za povratak, oni će se doista vratiti. Чувствувате ли нов, обновен, позитивен момент во желбата на оваа земја да стане членка на НАТО и Европската Унија? Ова е нешто што го слушаме во последните недели и месеци од повеќе меѓународни представници. Naravno, i želim vam čestitati prije svega na tome, rekla bih, na razumu, na odgovornosti koji su makedonski političari pokazali prema Makedoniji i makedonskome narodu, da je i oporba ušla u dijalog s pozicijom, s vladom, da prihvaćate zajedničku odgovornost za članstvo u Europskoj uniji i da to radite na dobrobit Makedonaca, makedonskog naroda i svih građana, državljana Makedonije, jer zapravo sve ove reforme koje će biti vrlo teške, nemojte se zavaravati, i nama je bilo teško, ipak će one biti na dobrobit svih državljana Makedonije. Osjećam neki novi optimizam u odnosu na sve posljednji posjet ovdje. Osjećam da to zajedništvo koje se javlja u Makedoniji između raznih političkih stranaka može doista pridonijeti da se ubrza put Makedonije u članstvo Europske unije jednom kad krenete s pregovorima.
A Hrvatska će se s naše strane i ja osobno, a vjerujem i premijer Plenković i vlada Republike Hrvatske zalagati da što je moguće prije dobijete datum za početak pregovora. Сега знаете дека на тој пат главна пречка е прашањето за името. Да. Има интензивни преговори кои што се во тек. Мешани се информациите, чувствата околу тоа дали овој процес ќе успее или не. Се чини дека стигна до една точка клучна и сега се кршат, што се вели, преговорите. Како гледате на тој процес од хрватска перспектива? Ве слушнав вчера на заедничката пресконференција со председателот Иванов. Велите, најдобро е хрватско-словенечкото искуство на паралелно водење на пристапните преговори со решавање на билатералниот спор. Во македонскиот случај тоа неколку пати беше ставано на маса, но Грција тоа не го прифаќа. Едноставно во реалноста тоа не може да профункционира. Da. Prije svega ja vam želim i vama i Grčkoj da iznađete snage, mudrosti, da postignete to kompromisno rješenje. Naravno da svaki izlaz iz ovakve situacije u kojoj se nalazite mora biti kompromisni. I vjerujem da će i Makedonci, makedonski narod i svi državljani Makedonije prihvatiti to rješenje koje će biti u cilju dobrobiti boljeg životnog standarda, boljih prilika za sve Makedonce. Kad je riječ o pristupanju Hrvatske u članstvo Europske unije, u tom trenutku zapravo nekako su se ta bilateralna pitanja počela uklapati u proces pristupanja kao dio svega. Međutim, to nije dio akija. Dakle, svako rješavanje bilateralnih pitanja mora biti paralelno s procesom pristupanja i mora pokazati odgovornost jedne i druge države koje se tu nalaze u nekakvom sporu. Da, doista se nadam da će Hrvatska i Slovenija nakon ovog postupka arbitraže koji je tako završio kako je završio, da ćemo iznaći snage da postignemo bilateralni dogovor i to pitanje koje postaje minornim u praktičnom smislu, tiče se jednog određenog broja građana o kojima se moramo pobrinuti, dakle da to pitanje riješimo. Ali zadnjom strategijom Europske komisije o proširenju Europske unije gdje se posebno spominje takozvani Zapadni Balkan, navode se otvorena pitanja sa susjedima kao jedan od kriterija za ulazak u članstvo Europske unije. Ja se nadam da će se to ipak odvijati paralelno s procesom, dakle da će u pregovore s Europskom unijom biti uključena harmonizacija akija, odnosno zajedničke stečevine, izgradnje institucija i sve ostalo, a da će se bilateralna pitanja rješavati paralelno, neovisno o procesu pristupanja i da će se ona riješiti puno prije nego što Makedonija bude u formalnom pravnom smislu spremna za članstvo. Сега прашањето што ако не биде така? И дополнително, што ако не се реши прашањето за името? Има ли план Б за оваа земја, бидејќи земја без перспектива za členstvo u NATO i EU je sasvim različna zemlja. Dakle, to je hipotetsko pitanje što ako se ne riješi, što ako ne bude tako. Ne želimo u ovom trenutku o tome uopće niti razmišljati. Mislim da treba ići na to da se riješi. Nema plana B. Zastojem euroatlantskih integracija na prostoru jugoistoka Europe stvara se opasan vakum koji ispunjavaju neke treće sile, neke treće strane, neke treće države, pojedinci, organizacije, religijske i druge skupine koje žele ovo područje odmaknuti od članstva u Europskoj uniji i NATO, a neki čak žele da ono bude trajno destabilizirano kako bi to bila jedna žarišna točka koju mi moramo riješiti. Kako vi gledate na ruskite interesi? Evo imаме ruski ambasador во земјава кој што денуве дава многу, kako da kažem, agresivno intonirani izjavi. Pa mislim da tu ne treba, uopće nema prostora za agresiju. To što smo mi članica, primjerice Hrvatska, Europske unije i NATO, ne znači da nemamo pravo surađivati s Rusijom, s Ruskom federacijom. Imamo puno zajedničkih interesa, prije svega gospodarstvo, gospodarski interesi, turisti,
pa i nekakva naša kulturna bliskost. Ali naravno, činjenica jest da smo članice Europske unije i NATO-a, da zastupamo neka zajednička načela, neke zajedničke vrijednosti. Nastavit ćemo inzistirati na poštivanju načela suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti svake države, ali isto tako držim da s Rusijom moramo razgovarati o nizu pitanja. Ne samo onih koji se tiču naših bilateralnih odnosa i prostora jugoistoka Europe, već i ja ozbiljno držim da krize kao što je Sirija, rat u Siriji koji traje već godinama, kao što je Libija, pa i Afganistan i druga križna žarišta u svijetu i sve one prijetnje s kojima se suočavamo zajedno ne možemo rješavati bez dijaloga s Rusijom. Dakle, taj nekakav dvotračni pristup koji bi trebao uroditi, nadam se, ne nekakvim novim ulaskom u, neću reći hladni rat, ali bilo kakve zategnute odnose, već u jednostavno čvrsto zastupanje tih pozicija međunarodnog prava i poretka iz 21. stoljeća, ali isto tako uvažavanje Rusije, njene pozicije u svijetu, njene snage, u rješavanju tih žarišnih kriza i naravno interesi hrvatskog gospodarstva, a vjerujem tako i makedonskog, da surađuje s Rusijom. Suradnja s Rusijom uopće ne znači nikakvo izdavanje ni NATO-a. Во македонскиот случај Москва вели дека Македонија не треба да стане членка на НАТО. Дека Македонија треба да остане воено неутрална. Pa u ovom slučaju ja bih rekla da je odluka na Makedoniji, makedonskom narodu i državljanima. I ni na kome drugome, niti na NATO-u, niti na Rusiji, niti na Hrvatskoj, ni bilo kome drugome, to je odluka koju vi morate donijeti. Завршуваме моето последно прашање. Споменавте стратегијата на Европската комисија, која што се чини дека дава еден нов моментум во односот на земјите кандидатки, земјите аспирантки за членство во Европската унија. Дали тој оптимистички, позитивистички пристап на комисијата го делат и земјите членки на Европската унија? A komisija nikada ne radi na svoju ruku. Uvijek tu treba biti input i treba se osluškivati bilo ono o čemu razmišljaju države članice Europske unije. U ovom trenutku mislim da ste se našli u povoljnoj situaciji zato što je Europska unija i globalno izlazimo iz ekonomske krize. Ekonomska kriza svakako je bila pridonijela i zamoru proširenjem i mislim da morate iskoristiti ovaj trenutak kad se Europska unija ponovno fokusira na područje jugoistoka Europe, na čemu smo doista predano radili i mi i Slovenija i druge države koje su prijateljske i koje razumiju stanje na jugoistoku Europe i da jednostavno svojim vlastitim potezima, reformama koje provodite u svakom smislu pokažete i dokažete da ćete biti odgovorna članica Europske unije i na taj način se izborite za svoje pravo, za ono što želi Makedonci, makedonski narod i svi koji žive u Makedoniji. Благодарам за овој интервју. Hvala vama. Ова беше разговорот што денеска го водевме со хрватската претседателка Грабар Китаровиќ. Во продолжение имаме уште еден атрактивен соговорник, стар пријател на земјава, францускиот дипломат Ален Лероа, кој беше специјален представник на Европската унија во постконфликтниот период во Македонија. Тој е дел од групата Охрид, истакнати меѓународни представници кои историски имале допир со Македонија, а сега сакаат повторно да помогнат во остварувањето на целта за членство во НАТО и во ЕУ. Со Лероа разговара Александар Димитриевски. Господине Лероа, македонската јавност веќе е запознаена со формирањето на групата Охрид и на низината главна цел да и се помогне на Македонија. Кои активности ќе ги преземете за да исполните таа ваша цел? So this group is made of friends of Macedonia, chaired by Lord Robertson, former Secretary of NATO, but also Mr. Solada, Mr. Ishenga, myself and others, and of course President Plemenev from Bulgaria. We are all dear friends of Macedonia, and when you are friends from Macedonia, for me it's friend forever. So we have been able to assist Macedonia in the crisis. We want to be able to assist Macedonia also today, as much as needed by the authorities in Macedonia, but by everyone in Macedonia, majority, opposition and others, by using our experience and our contacts. We all have several contacts within the EU, within the UN, some with Greece, of course, to use our contacts to help overcome the challenges that Macedonia is facing today. Господинот Робертсон имаше заедничка пресконференција со премиерот Заев
Меѓу другото, господинот Робертсон во своето обраќање го спомна и премиерот на Република Грција, господинот Алексис Ципрас. Така што би ве прашал по-конкретно, дали оваа група ќе прави комуникација, ќе прави контакти и со Грција и од каква природа ќе бидат тие контакти? There will not be a formal dialogue with Greece because we have no mandate again to negotiate the solution with Greece. But we all have friends and contacts in Greece, and the aim of the group is to help Macedonia to go quickly within NATO and within the EU. And for that, of course, the question of the name issue is very important. The first task is for the Macedonian authorities and the Greek authorities, but if we can be of some help with our contacts, we will use them. За дел од македонската јавност, енигма представува и самото формирање на групата Охрид. Така што моето прашање е од кој побуд или од која мотивација и вие лично и останатите во групата се нафатија на оваа работа? Дали сте ангажирани од македонската влада или пак од некоја друга меѓународна организација да учествувате во овој процес? No, we haven't been asked by the government of Macedonia. It's our own initiative. Friends of Macedonia, we gather to say we want just to show our availability to the Macedonian authorities. And Lord Robertson said very clearly in the press conference, it's to be able for everyone who in Macedonia think our experience and contact can be useful. And he mentioned, of course, the government, but also the opposition, the president, those who think that our experience and contact could be useful. We just want to tell them, as friends of Macedonia, we would be eager to help as much as we can. Формирањето на оваа група, но и преговорите меѓу Македонија и Грција и генерално целиот притисок врз Западниот Балкан за што побрзо да се интегрира во Европската Унија и во НАТО, доаѓа паралелно со еден друг процес на заострени односи на релација Исток-Запад или поточно САД и Европската Унија од една страна против Русија од друга страна. По ваше лично мислење, колку е сериозна заканата по Балканот во контекст на овие заострени релации помеѓу Западот и Истокот, кои што веќе многу налекуваат на времињата од студената војна? What we see here in Western Balkans, and especially in Macedonia, like a vast majority of the people in Macedonia are in favor of joining NATO and joining EU, because they feel for the EU that they share the same values as the EU values. That's what very much we feel from the population here in Macedonia. And our task is to ensure that because we share the same values, the accession toward the EU, NATO first and the EU a bit later on, could be accepted. It's not against anyone, not against any country. It's just to ensure that as we share the same values, Macedonia could join as soon as possible NATO and later on the EU. Но дали гледате опасност за Балканот и неговата безбедност доколку овие евроатлантски интеграции застанат? No, what I feel from here in Macedonia that peace is there. Everyone in this country has interest to peace and not to tension. So I think that I'm not pessimistic. I know that the accession process is a long process, but it's clear. It was said already in the Zagreb summit in 2000 that the perspectives of the Western Balkans is to join the EU. And that, I'm sure that will happen. The question is when. And the sooner the better, of course. But I don't see a risk that there will not be European fatigue. Or the EU will always want, you have seen the opinion of the EU Commission recently, the EU will want to have Macedonia to join the EU someday. The date is not fixed, but we will never abandon this idea of trying to get Macedonia within the EU and of course within NATO too. Колку сериозни ги сметате изјавите кои што доаѓаат од официјална Москва и нивниот амбасадор тука, од кои што може да се препознае веќе јасно противење на интенцијата на Македонија да стане член на НАТО алијансата? I'm not going to comment a statement by other parties. I just see the question of accession towards NATO is a question for the NATO member states and for Macedonia. If, as we all see, big majority of the Macedonian people want to join NATO, it's clear also that the Macedonian authorities, the legitimate government, wants to join NATO.
There's nothing we can say. That is their choice, and we fully respect that choice and welcome into NATO the day it's possible, because, of course, to join NATO, you need consensus within NATO member states. But the key point is the will of the Macedonian people and the will of the Macedonian people as represented by the legitimate government authorities in Macedonia. Последен пат кога работевте тука, превладуваше атмосфера на поделено општество по етнички линии. Какви се вашите првични впечатоци за македонското општество денеска? Од тоа што го видовте, од вашиот краток престој досега тука, од вашите контакти што ги имате, но секако можеби од прашањата кои што беа поставени на заедничката пресконференција меѓу премиерот Заев и господинот Џорџ Робертсон. One more time, I'm extremely happy to be back. I love this country. I had many friends in Macedonia from everywhere in Macedonia, so I love the country. Personally, I want very much the country to progress and to join the EU as soon as possible. What I've seen, of course, as you said, in 2001, 2002, the country was divided. I see there are still divisions today, but not the same. It's divisions, I would say, like any democratic society. It's a lively democracy here in this country. You have elections. People follow the result of the elections. That's normal. Our country in France and Germany are also divided. But I feel very much that Macedonia is a nation now, and I think the crisis helped for the people to feel that they are part of one nation, which is Macedonia, whatever ethnic origin they are. That's a key point for me. And of course, now it's time to help them to go forward and to go towards EU integration. Thank you very much for your time. Thank you. Благодарам. По разговорот на Александар Димитриевски со Ален Лероа ќе направиме уште една пауза по која е саботажата. Останете на осад. Во 360 степени стигнавме до редовниот сатиричен коментар на Сречко Поповски. Заблудата дека сме чедан на ма, дека се линкуваме со Зета Македонија од пред 400.000 години, дека Александар е нашиот пратат кој е конечно разобличен, а ова парче земја има своја историја од миоценот. Доме на сите живи и изумрени суштества, прамајка на мамутите, колевка на сите светски цивилизации. Налик на патриотските сили, со вистината за нашите конекции конечно почнаа да се уверуваат и декларираните неверници. Живееме во виртуелна реалност. Ваквите наоди ни овозможуваат една директна врска со овие далечни времиња. Оние што живеат во симулирана треба да согледаат истинската реалност. Таа не само што го покажува нивото до кое сме стаселе, туку и го проблематизира остварувањето врски со актуелните времиња. Бидејќи низ подземниот премин која поврзува соеднината, културата е во истата рудиментирана форма, не баре препарирана од времињата од кои наместо да се оддалечува, толку силно и се враќа. Ние го изградивме патот и крајот и бевме весели и не знам што има тука страшно што се веселевме. Јас стварно не разбирам таа реакција што сме играеле едно оро. Со колешките се фанаме така спонтано и убаво беше. Орото кое во себе има многу сомнителни, напред-назад, скриени и се уште неразјаснети чекори продолжува да се игра, ама во тунелот на правдата. Низ него и тие поминуваат, иако веројатно поради однапред утврдениот такт. Не биле дел од играта, но од блискоста со оровоците и од нивниот сјај. Слепо верувале дека се игра чисто оро, па сега се принудени да се сеќаваат на главоболките кои наводно им ги предизвикувала лошата музика. Имаме заштитени се борците, искусни се борците, си се пазат и едниот борец и другиот позад од двете страни. Лошо е кога има отскокнување од искуство, едниот ако е добар борец, другиот е лош борец и тоа ќе доаѓа да повреди. Во заштита влегуваат и оние што постојано се обидуваат да го блокираат тунелот, трупајќи на неговиот излез манипулативен патриотизам, чија единствена задача е преку злоупотреба на националните чувства да ја мобилизираат јавноста, но не за таа цел, туку за протекција на политичките пастрмки, кои високиот водостој ги носи во чинијата на јустиција. Само и само голема риба
пример, сега нека ми простат што ќе ги кажам од типот на Никола Груевски, на министрите негови, на Миле, на Гордана или на било кој, да осуди. Нече мочи така. Од таа матна вода не може да се изгуби она што сепак останува да плута на површината и покрај постојаното уверување на јавноста не само во невиноста, туку и неиздржаната дисертација за тоа дека секој објект кој паѓа во вода нужно мора и да се изгуби во незината длабочина. Тезата дека бил протежиран економскиот оператор падна во вода како круш. И на крајот, и покрај сите препреки, мерцедеси, очила, ора, чочеци, водотеци, риби, круши и слонови. Најважно од се, што се гледа од другата страна. Значи, ја ќе се обидам на тоа прашање директно да одговорам. Јасно е, според мене, дека се гледа светлото на крајот на тунелот. Подземните премини, прокопите кои се прават на патот, треба да не одведат таму каде што упорно се обидуваме да стигнеме. На другата страна од тунелот. На светлата. Сиве овие содржини се достапни и на веб страницата 360stepeni.mk. Може да не следите и на Facebook и Twitter. Благодарам што и вечерва бевте со нас. Повторно се гледаме в понеделник од 22:30. Пријатно.